Македонското законодавство не секогаш е соодветно во однос на преписите, а судовите не секогаш постапуваат соодветно кога во прашање е пустошењето на шумите. Ова останува голем проблем и е стимул за дрвократците. Искуството во минатото покажува дека нешто не секогаш, туку безмалку никогаш дрвократците не ги добиваат казните кои што за жал им се заслужени. Фактот дека честопати дрвократците ги повторуваат делата наведува на тоа дека тие не се плашат од казните или казните се минорни во однос на тоа кое што треба да биде. Една од најважните работи која што ќе мора да се случи во периодот кој што предстои е токму измени во овој дел и да може судството да буквално застане на страната на правдата за да може да во периодот кој што следи оние кои што реално се фатени во такви дејанија да ги добијат заслужените казни. Од раката на правдата, освен помалите се спасуваат и организираните кратци, а се почести се инциденти помеѓу дрвократците и шумската полиција. Што нужно во овој момент треба да се превземе? Овде јас мислам дека треба да направиме сериозни измени во законската регулатива да им овозможиме на не само на шумските полицајци, туку и на нашите шумочуварски служби малку повеќе да можат да како да ви кажам, конкретно, тие во многу тесен случај може да го користат своето службено оружје, само доколку буквално им е загрозен животот. Се дотогаш како да ви кажам, има доста нејасноти на кои што ќе треба да се обрне внимание во периодов кој што предстои. Ризикот по шумите допре до Брисел, односно Европската унија, која од сите земји испрати директива со која треба да се обезбеди меѓугранична соработка. Се бараат и заострени санкции, но и прецизни дефиниции за различни видови казнени дела сврзани со дрвократството. Дали Македонија ќе ги заостри санкциите и ќе ги имплементира директивите е прашање за опстанок на нашите шуми, кои без тоа ги има се помалку.